Времето е многу изминато. Знаете што се случува со шаховската партија кога ќе измине времето? Завршува. Но брат Зоран рече дека ја сакаме Божјата реч. Да, сега не е жешко. Дали сте гладни премногу? Што сакате, попрво телесна или духовна храна? Ја ќе се потрудам да бидам пократок. За денес имам спремено и многу информации. Ќе кажам само дел од нив, а некој ќе оставам за подоцна, за друг пат. Во Грција, на островот Евија, се одржа една лекарска или медицинска конференција летово, мислам дека беше август, на која што една докторка по име Василики Сулимани, така се викаше, изнесе фрапантни докази дека кај мнозина неизини пациенти вакцинирани од COVID, ткивото, значи мускулот, ткивото на телото се претвора во желатин. Значи, официјална докторска конференција за оваа тема. Инаку во Грција годинава се појави една нова болест, мислам дека ја има и на други места во Европската Унија, која што грците ја викаат ксафникитис, што значи ненадејница во превод, буквално. Значи, ненадејна болест. Забележано е многу луѓе, голем број луѓе од сите возрасти, ненадејно се разболуваат од непозната болест и умираат. Сега не треба да се биде многу паметен, за да се знае што е причина за оваа болест. Вакцините се разбира. Но, јавноста и медиумите се принудени да молчат под диктатот на новиот светски поредок и многу да не се зборува за тоа. Се изненадив што, мислам, беше неделава толку скоро, поранешниот руски председател и премиер Дмитрий Медведев даде интервју на една француска телевизија, каде што ни малку ни повеќе изјави дека веќе живееме во времето на трубењето на првиот ангел од 7 труби во Откровението. Замислете, кога политичарите кажуваат дека зборуваат за апокалиптични пророштва, иако тоа не е точно, што го кажа Медведев, не тешко нам ако веќе затробил првиот ангел. Времето на милоста, значи, веќе било завршено. Сеедно, кога политичарите зборуваат за апокалиптични настани, навистина живееме во апокалиптични времења. Се согласувате? Многу ме подсетува на изјавата на ланскиот премиер на Израел, Нефтали Бенет, кој што ги повика најконзервативните, најрелигиозните евреи, односно израелци, кои што пружаа најголем отпор на присилната вакцинација, ги повика, тоа како да му беше еден последен аргумент, и го кажа Флани, ќе ве подсетам, ги повика да се вакцинираат, бидејќи ако не се вакцинираат, се сеќавате што изјави, ќе го одложат доаѓањето на Месија. И тој беше левоумен политичар, значи, како опозиција на Нетањаху, кој што беше десница. Навистина необични времења. Што ќе биде понатаму ќе видиме, но од Библијата учиме, од Божјето Слово учиме дека ако се
ако сме ние во Господа и ако е Господ со нас, нема од што да се плашиме. Бидејќи со името Господово можеме да победиме. Мијатата сабота цитирав само старозаветни стихови на оваа тема. Ке продолжиме сега со малку поинаков наслов на денешната проповед Христовото име, конкретно, и ке цитираме само новозаветни стихови. За почеток ќе отвориме Евангелието според Матеј, 10 глава. Евангелие според Матеј, 10 глава, каде што во првиот стих читаме: Матеј 10:1. И кога ги повика своите 12 ученици. Колку? 12. Значи, кој е исто така тука меѓу нив присутен? И Јуда Искариот. Имајте го ова предвид. И кога ги повика своите 12 ученици, им даде власт над кого? Овој превод вели, им даде власт над нечистите духови. Знаете кои се овие? Демони. Тоа е еден антички грчки збор. Дато што олимписките богови, што паганските грци ги обожувале, тие самите ги нарекувале, ги викале демони. Своите богови ги нарекувале демони и потоа христијанските оци го превзеле тој израз како име за паднатите ангели. Но, знаете ли како се викаат денес овие нечисти духови на денешен секуларен атеистички јазик? Како ги викаат? Малку изгледа зборувачки прашањето. Не, и тоа е традиционален израз. Има еден многу модерен израз од 20-тиот век наваму. Ги викаат вонземјаните. Знаете зашто ги викаат вонземјаните? Имаме една наша поговорка да не се сетат власите. Во овој случај властите се атеистите. Денес веќе неколку години, уште додека беше Трамп председател, живееме во време кога официјалната американска влада признава дека постојат вонземјаните. И дека комуницирале во официјални документи сега. Значи, тоа што беше јавна тајна со децении наназад, сега е официјално признато. Што признале со тоа? Признале дека постојат сатаната и паднатите ангели. Признале дека постојат суштества поинтелигентни од човекот. Ако постојат тие суштества, кој друг постои? Постојат и светите ангели и постои Творецот, кој што сите нив ги создал и сите нас, Господ Бог. Денес, значи, официјално се признава она што во минатиот век официјално се порекнуваше, се негираше. Христос им даде на своите ученици власт над овие нечисти духови, да ги изгонуваат и да лекуваат секаква болест и секаква немоќ. Да се префрлиме веднаш и во Лука, Евангелието според Лука, во 9 глава од Лука, исто така се кажува
во самиот почеток, во првиот стих, Лука 9.1, истото што го читавме и во Матеј. Откако ги повика 12 мината, им даде сила и власт над што? Над сите нечисти духови. Како велат вашите преводи? Како ги нарекуваат? Воземјани во вашите преводи? Нечисти духови? Некоја в друга варијанта постои? Ме интересира често. И да лекуваат болести. Бесови, да, тоа е старословенски збор за демон, бес. И кога зборувавме во поуката за кроткоста, што е спротивно од кроткост? Бесен. Бесен човек. Да збеснеш. Или, како рече сестра Оле, да експлодираш. Мислам, ке се употреби тој збор во поуката. Да збеснеш. Интересно е, значи, на самиот почеток се вели дека им е дадена власт на апостолите прво над нечистите духови, над паднатите ангели. Прво над нив. Бидејќи ако нив ги решиме, ги суредиме, ги оддалечиме и од себе си, и од други, тогаш останатите проблеми се многу полесни. Се согласувате? Значи, сите 12, дури и Јуда Искариот ја имал ова привилегија, го имал ова искуство да изгонува демони и да лекува во Христово име. Замислете. Страшно е да имаш искуство со Господа, да бидеш исполнета со Светиот Дух, да правиш и чуда во Господово име, а потоа да отпаднеш и да го предадеш истиот Господ. Страшно нешто. Слично на падот на Луцифер, на самиот ѓавол и неговите ангели. Во 10 глава пак, на почетокот во Лука исто, 10 глава, единствено Лука известува дека Исус испратил и поголема група ученици. Колко биле на број? 70, не знам зашто овој превод во заграда става и двајца, како да биле 70 и двајца. Потоа Господ назначи и други 70 и ги испрати пред себе по двајца во секој град и место, каде што и самиот сакаше да оди. Веројатно ова препишувачка грешка. Значи, каде што текстот вели дека по двајца ги испратил, двајцата некој од писарите ги ставил пред тоа кај 70. Сеедно. Значи, прво ги испраќа нив да ги посетат сите градови и села, каде што тој сакаше да појде потоа. И потоа им дава совет, жетвата е голема, работници има малку, затоа молете го Господарот на жетвата да испрати работници за жетвата своја. Одете, ете, јас ви испрекам како јагненца среде волци. Не носете со себе ни кесе, ни торба, ниту обувки и никого патем не поздравувајте. И во секоја куќа во која ќе влезете, прво кажете мир на оваа куќа. Пак ако биде таму синот на мирот, вашиот мир ќе почива на него, инаку тој ќе се врати во вас. И во таа куќа која ќе останете, јадете и пиете што ќе ви дадат, зашто работникот ја заслужува својата награда, не преместувајте се од куќа в куќа. И во секој град во кој ќе влезете и ќе ве примат, јадете што ќе принесат пред вас. Лекувајте ги болните, што се во него и говорете им, се приближи до вас Царството Божјо. А во кој пак град влезете и не ве примат, излезете по улиците негови и кажете: и правото од вашиот град што се прилепил на нас, ви го истресуваме,
но знајте го тоа дека се приближи Царството Божјо. Интересно е што Христос и во вакви контексти го споменува Царството Божјо, каде што е силата Божја, во случајов силата на изгонување бесови и лекување неизлечиви болести во Христово име, таму е и Божјото царство. И малку понатаму во 16 стих читаме: кој ве слуша вас, мене ме слуша. И кој се откажува од вас, од мене се откажува. А кој се откажува од мене, се откажува од оној што ме пратил. Многу логично. Ако го љубиме Христа, ќе ги љубиме оние што Христос ги ополномоштил во Негово име. Ќе ги љубиме Неговите ученици, Неговите гласници, Неговите пророци, Неговите вестници. Каков бил ефектот од ова искуство што го имале 70 ученици? 70 стих вели: се вратија пак 70, и тука го ставиле вознаграда и двајца, со радост и велеа: Господи, во Твое име и демоните ни се покоруваат. Замислите, ова не е мала работа. Така наречената светска елита, најмокните под наводници, најбогатите под наводници луѓе во светот, се клањаат на демоните. Демониве се нивните господари. А што рекоа Христовите ученици? Господи, во Твое име и демоните, господарите на овој свет, ни се покоруваат. Како што и вели апостол Павле во Колосјаните. Христос е над се, над секое господство, над секое началство, над секоја власт во Вселената. Замислете, овие 70 ученици искусиле, како и 12 по тесниот круг, искусиле радост затоа што демоните се покоруваат, им се покоруваат во Христово име. Сте имале вакво искуство? Некој од нас сте имале вакво искуство? Демоните да ви се покорат во Христово име. И замислете, ова се истите тие ученици, кои што после тврдата беседа ќе го напуштат Христа и овие. И повеќе не одеа со Него. Страшно и жалостно, исто како и Јуда Искариот. Во 19 стих Исус пак им вели: еве ви давам власт да газите на змии и скорпии и власт над секоја непријателска сила и ништо нема да ви наштети. Замислите какви, секоја непријателска сила. Што све може да опфаќа овој израз? И ништо нема да ви наштети. Сепак, во 20 стих вели: но не радувајте се на тоа што духовите ви се покоруваат. Туку што? Туку радувајте се што вашите имиња се напишани на небесата. Знаете, не сите, и не само тоа, него повеќето луѓе и ние денес, нема да имаме власт, барем не секогаш, да изгонуваме демони. Всушност, тоа е многу опасна работа. Ќе видиме подоцна. Зошто? И сите верници може да имат најразлични духовни дарби и никој не треба да се фали со ниту една од нив, како што реков минатата сабота, не треба мудриот да се фали ниту со мудроста своја, која што не е природна, туку е од Бога, значи,
дадена особина, Божјо просветлување од Неговото Слово. Ниту со било кој духовен дар да не се фалиме, туку со името Господово. А тука Христос повикува да не се радуваме на тоа, на големите чуда што се прават во Негово име, туку радувајте се што вашите имиња се напишани на небесата. Значи, ова е нешто што ова е исто еквивалентно на кој се фали, нека се фали со тоа што ме познава мене, од Еремија. Ова е еквивалентно на некои се фалат со коњи, други со коли, а ние со името на Господа нашиот Бог од псалмите. Значи, секој од нас, без оглед каков духовен дар има, а големото множество нема дар да прави чуда, надприродни чуда, треба да се радува заради спасението. Треба да се радува што нашите имиња се напишани на небесата. Кога читаме во Евангелијата и читавме и во февруари месец зборував на тема Христовата власт, Господ имаше власт и над нечистите духови, имаше власт над луѓа, невреме, морски бранови, значи природните стихи, природните сили. Имаше власт над секоја болест, над секоја немоќ помеѓу луѓето. И не за џабе евангелистите го користат зборот власт. Тоа е власт. Тоа е најголемата власт. И сега Христос им ја дал таа власт на своите ученици. И тие тоа го правеле, особено после Педесетница, после примањето на Светиот Дух во преизобилна мера. Да не читаме многу стихови кои што веќе ви се познати од делата на апостолите, би сакал само да скокнеме до 19 глава, дела на апостолите 19 глава, каде што ќе почнеме да читаме од 11 стих. Малку порано во делата на апостолите се вели дека кога луѓето носеле болни и немокни кај апостолите, отшто имало толку многу, а апостолите се малку, отшто имало толку многу, знаете какво чудо се случувало. Само беше, значи немаше време, да речеме, апостол Петар или било кој друг апостол, да се позанимава поединечно со секој таков случај, па Господ правеше чудо кога ќе поминуваше Петар среде мноштвото, врз кого ќе паднеше неговата сенка, автоматски се исцелуваше од секоја болест што ја имаше. Овде читаме дела 19 глава, 11 стих, а Бог правеше многу чудеса преку рацете Павлови. 12 вели така што врз болните полага крпи и шамивчиња за пот, што го беа допрале неговото тело, и болестите ги напуштаа, а и злите духови излегуваа од нив. Значи, и апостол Павле, кој што не бил од првите 12, кој што бил и гонител на црквата, Господ по неговото обраќање така го благословил, што и преку неговите раце правеше чуда. И апостол Павле овде немаше време во Ефес многу да се позанимава поединечно со сите болни што ги носеа, па користеа, врз многу болни, користеа крпи и шамивчиња за пот. Значи, сакате вакво нешто? Од оно што апостол Павле си е избришал потта главата, и сега со тоа да го допрат вашето тело.
да ги положат тие крпи врз вас, ама луѓето се исцелува. Од тоа се исцелува. И дури злите духови излегува од нив. И сега Библијата ни известува за еден друг настан, зошто е опасно да се занимаваш со екзорцизам, да вообразиш или да се дрзнеш и ти да истеруваш демони, пак со Христово име, пак со Господово име, но има еден проблем. 13 стих вели, некои пак од јудејците, кои лутаа наоколу и ги истеруваа злите духови. Сеќавате Исус и кога беше на земјата и вели на евреите, кога овие го обвинуваат дека со силата на Велзевул изгонува демони. Па потоа тој вели како е можно ѓаволи да изгонуваат ѓаволи. Значи не е можно. Во еден момент им вели, ако пак јас со демонска сила ги изгонувам демоните, вашите синови со која сила ги изгонуваат. Помеѓу евреите, значи и пред Христа, постоеле екзорцисти. Тоа е една многу комплексна област и деновиве прочитав една вест од наводно Руската православна црква, издаде сообщение за многу големо внимание кога се работи за истерување на демони. Тоа е една многу опасна и комплексна област. Него довршив 13 стих. Значи, имало евреи, сега и во времето на Павле во Ефес, кои лутаа наоколу и ги истеруваа злите духови, се обидоа, вели овој превод, да го повикаат името на Господ Исус над оние кои беа обземени со демони и велеа: ве заколнуваме во Исус, кого го проповеда Павле. Видите, имало луѓе кои што се обиделе и тие да го прават ова чудо. 14 стих вели, тоа го правеа 7 синови на јудејскиот првосвещеник Скева. Замислете, првосвещеник. Тоа е највисоката позиција во Старозаветниот Израел. Неговите 7 синови се дрзна и тие да изгонуваат демони. Веројатно, ние сме синови на првосвещеникот, најсветата функција, што би рекле денес неговата светост, тој патриарх, неговата светост, или светиот отец, папа, или слични такви титули. Сега до душе тоа не го велат за еврејскиот првосвещеник и не го читаме некаде во Библијата, но тоа била де факто најсветата функција во древниот Израел. И се дрзнале да изгонат демони во Христово име. Но што се случило? А лошиот дух одговори и рече: Исус го познавам и Павле го знам, но кои сте вие? Демонот го одговорило преку устата на обседнатите. И скокна на нив човекот во кого имаше лош дух и откако ги совлада, покажа против нив таква сила, што тие голи и ранети побегнаа од таа куќа. Затоа разбраа сите јудејци и елини кои живееја во Ефес, и сите нив ги спопадна страв, и името на Господ Исус се величаше.
Зошто 7 синови на првосвещеникот не успеа да ги изгонат бесовите, иако се повикаа на Христовото име? Што е проблемот? Како прво, што додадоа на Христовото име? Ве заколнуваме во Исус, кого го проповеда Павле. Тоа е вистина, нели? Павле го проповеда Исуса. Ама зашто го спомнуваат Павле? Што е сега тука проблемот? Доволно е Христовото име, дали е доволно? Дали е Христовото име доволно? Зошто треба да го повикам сега Павле? Зошто треба светецот да го повикам? Во овој случај, значи се покажува, се сеќавате лани во октомври зборував за пречки во благодатта, кога сунамката не поверува доволно во зборовите на пророкот Елисеј, кога пророкот Елисеј рече ќе го испратам слугата мој дома кај детето твое, и таа што рече, не, господине, не слугата, ти да дојдеш. Ти да дојдеш, не слугата. Што покажа тоа? Недостиг на вера. Чудата ги прави Господ, не светците. И до души и православната црква така официјално учи, дека не ги прави светецот чудата, туку светецот се моли пред Божиот престол, значи не застапува, а Божијата сила пак ги прави чудата. Меѓутоа, кога ти во вакви слични ситуации, сунамката Елисеј, овие го спомнуваат и Павле, што покажува? Несигурност. Несигурност. Значи, немам доволно вера во Христовото име, јас самиот се чувствувам недостоен, грешен, опоганет, имам потреба сега светецот Павле да се застапи за мене. Во случајот тоа не е ни случај, значи не го повикале Павле лично да се застапи за нив, туку го споменуваат неговото име, Божем демонот ќе се исплаши од Павловото име. И од Христовото, и од Павловото. Се сеќавате кога Ева на Божите зборови додаде нешто, Господ рече, немојте да јадете од забранетиот плод, а таа што додаде? И да не го допирате, со тоа на ѓаволот му даде што? Му даде шанса, му даде материјал, како да ја измами. Во случајов, изгонуваш демони во Христово име, ама се чувстваш несигурен, недостиг на вера во Христа, не си на чисто од своите гревови, немаш чист однос со самиот Христос, не си во Христа, имаш потреба да повикаш светец на помош, да го споменаш Павловото име во случајов. И тука демонот видел што? Ја прочитал несигурноста, ја прочитал слабоста, го прочитал недостигот на вера. И затоа им рекол, Исуса го познавам, и Павле го знам, но кој сте вие? Кој сте бе вие да ме гоните мене? Ама во Христово име. Во Христово име. Христовото име не е волшебна формула. Дали веруваш во Христа? Дали си послушен на Христа? Дали си посветен од Христа? Таму е власта, таму е силата во Светиот Дух, а не во магични формули. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме за Твојата голема милост и добрина. Ти благодариме за освежувањето, ти благодариме за мирот и слободата. Ти благодариме што и понатаму слободно се собираме в црква
и се поучуваме, храниме од Словото Твое. Го славиме и светиме името Твое со зборови и песна. Ти молиме, Господи, прости ги нашите гревови, очисти не од секој беззаконие, очисти не од секоја мана и дамка во нашиот карактер. Оправдај не и посвети не со Христовата праведност, со силата и моќта на Духот Твој свети. Те молиме најмногу за Христовиот карактер во нашите срца, да бидеме и ние кротки, да бидеме и ние понизни пред Тебе, да ги гледаме другите како поголеми од нас и да им даваме чест поголема од себе си. Те молиме, Господи, биди со нас и во текот на остатокот од овој саботен ден. Благослови ги сите браќи и сестри кои што не беа со нас, кои што се на пат, кои што се болни мнозина, кои што се на други места во разни неволи и искушенија, особено оние кои што се разочарани. Биди, Господи, со сите нив, а за тоа Ти благодариме во Христово име. Амин.